Земјоделците од Кочанскиот регион повторно се организираат во задруги. Во Облешево започна со работа земјоделската задруга Агрообнова, која опфаќа оризопроизводители од регионот. На свеченото започнување со работа на задругата присуствуваше и министерот за земјоделство Љупчо Димовски, кој рече дека е задоволен што оризопроизводителите ги прифатиле заложбите за окрупнување на земјоделските површини. Освен земјиштето, земјоделците задругари ја здружиле и механизацијата со која располагаат. На тој начин очекуваат да ги намалат трошоците за производство и полесен пласман на оризот. Нашата задруга од мал обем, 11 члена сме во задругата. Располагам, ова е, јас ќе напоменам пак уште еднаш, дека единствена во ваков тип направена задруга со капитал од земјиште и земјоделска механизација. Во самата задруга имаме внесено 42 декара земјиште со проценета вредност од 20.000 евра. Исто така и застарена механизација, која што е моментално ќе ја користиме за обработување на земјиштето на задругата, како и за обработување на земјиштето на задругарите. Министерот Димовски рече дека владата веќе трета година прави напори земјоделците да регистрираат земјоделски задруги, за и сами да си помогнат во дејноста со која се занимаваат. Според него, инсистирањето на државата за заживување на задругите е од повеќе причини. Прво, имаме еден неповолен факт, а тоа е дека имаме многу голема расцепканост на земјоделските површини или фрагментација. Тоа значи дека 1,2 хектари е просечната површина по едно земјоделско стопанство, што е многу малку. Ама тоа е вкупната површина со која што располага стопанството, кое што во најчест случај е поделено на 3 помали парцели, од кое што најголемата не е поголема од 5 декари, значи половина хектар. Тоа е за жал реалноста во државата, во земјоделското земјиште, и ние од тие причини веќе на нас за 3 години интензивно работиме околу подготвување на националната стратегија која што ја донесовме за консолидација на земјоделското земјиште и посебниот закон за окрупнување на земјоделското земјиште. Задругата во Облешево засега е меѓу ретките во регионот. Нејзината работа започнува неколку месеци по регистрирањето на првото слично здружение на земјоделци во Горни Подлог. Дали и колку идејата за задругарството ќе заживее, зависи од подготвеноста на земјоделците, кои засега имаат можност и да добијат субвенции од државата.